да ви го честитам големиот ден, 8 септември. Сигурно најголем ден во македонската историја. Ова што го видовме сега тука, јас прво да ви кажам дека бев присутен на плоштадот Македонија кога се случи прогласувањето на независноста на Македонија и сите во тој момент бевме на вистина, би рекол, среќни и горди што се случи тоа. Еве на вистина и сега ми доваѓаат емоции. Што е остварен тој, би рекол, долгогодишен сон на сите македонци. Што се однесува до надпреварот во Словенија, навистина беше еден извореден надпревар, кој беше навистина, би рекол, емоционален од повеќе аспекти, зашто навистина тоа беше прв надпревар и едноставно сите присутни беа во исчекување што ќе се случи, како ќе се одигра тој надпревар, како ќе бидат реакциите, но на крајот испадна да Македонија одигра еден навистина квалитетен надпревар и да успее да совлада Словенија во тој надпревар со 4:1 во една изваредна игра. И на крајот сите бевме радосни, задоволни и среќни. Во тој момент, буквално ние, што бевме актери на тој надпревар, не бевме свесни која е тежината, која е вредноста на тоа што сме го направиле. Дури после следувањето во Скопје, кога не пречекаа неколку илјади луѓе, тогаш практично видовме дека сме направиле нешто добро за нас и за нашиот народ. Имам одиграно 20 надпревари за репрезентацијата на Македонија. Практично 4-5 години бев стандарден репрезентативец од 93 до 97-8. Во тие први 4-5 години од независноста, каде што секој надпревар, секој освоен бод, секоја победа беше значајна за афирмација на македонскиот фудбал, а со тоа и на македонската држава. Зашто тоа беше друго време, кога практично секој надпревар беше и буквално и промоција и афирмација на македонскиот фудбал и воедно и на македонската држава. Со секој гол, со секој освоен бод,
ние придонесувавме да што повеќе имаме добри резултати и што повеќе земји слушнат за Македонија. Само за подсетување, кога го одигравме тој историски надпревар во Брисел, таа прочуена утакмица во ноември 1994 година, кога до пред самиот надпревар не се знаеше дали ќе се игра надпреварот, ради познатите настани околу спорот со химната, со името, со знамето. До 2 сати пред почетокот на надпреварот не се знаеше дали ќе се одигра надпреварот. И во последен момент сепак се одлучи да се одигра тој надпревар и Македонија практично во срцето на Европа, во Брисел, одигра 1:1 со Белгија и после тој надпревар сите зборуваа за Македонија. Јас уште еднаш ќе се извинам што преовладуваат кај мене емоции, но едноставно тоа го чувствувам и не можам да се воздржам. Ова што го имаме на овој 8 септември, на 25 години независност и понатаму, да се чувствуваат како патриоти, како македонци секаде и во Македонија и низ целиот свет. Зашто навистина е привилегија да се биде македонец.